Сложни попови и во петок мрсат. Како во народната, големите партии компромисно подигаат зид за учество на независните листи на предстојните избори на 17 октомври. На помалку од 3 месеци до локалните, испротивно на препораките на ОПСЕ, во собрание по скратена постапка се туркаат измени на изборниот законник, подпишани од пратеници од СДСМ, ВМРО ДПМН, ДУИ и Алтернатива. Партии со спротивставени позиции, кои што овој пат најдоа заеднички интерес да ги истиснат малите од борбата за носење одлуки. По цели 15 години се предлага промена кај членот 62, кој што сега би гласел: кога подносител на листа на кандидати за членови на Совет, односно листа на кандидата за градоначалник е група избирачи, е потребно да се соберат најмалку 2% потписи од запишаните избирачи во изводот од избирачкиот список во општината или на подрачјето на градот Скопје. Со тоа практично се исфрлаат независните од учество во процесот, кои бараат прагот да се намали, а не да се зголеми. Со новите измени на изборниот законник има еден цел спектар на недемократски мерки кои се воведуваат, на недемократски одредби. Со тоа функционално се укинува всушност изборниот процес во Македонија, наликува тоа што сакаат да го спроведат како национални и локални избори на нивните внутрипартиски избори за председател и едноставно ја погребуваат демократијата. Сите противници сакаат да ги исклучат, да ги оневозможат и да ги задржат своите корумпирани канџи вкопани во македонското општествено ткиво. Ние ќе се бориме до последно. Баравме и од председателот Пендаровски да не подпишува ваков противуставен закон и се обративме до сите релевантни фактори во земјава, како што се делегациите, меѓународните организации, представништвата. За Скопје од досегашните 1000 ќе треба да се соберат над 9000 потписи за само 2 недели. Во работно време во канцелариите на ДИК, во ек на летните одмори и во пандемија, што представува невозможна мисија. Процедурата е комплетно бирократизирана, иако меѓународните организации препорачуваат да се олесни постапката, како во Хрватска, каде потписи се собираат и на улица. Венецијанската комисија и нивните препораки не се нови како што се представуваат овој период во медиумите. Тие потекнуваат од 2002 година и суштината е дека не сме да се блокира излегувањето на избори од кој било граѓанин или независна листа како што се формира нашата. Таму се кажува дека треба да се олесни демократскиот процес на собирање на потребните потписи наместо да се усложни. На независните ќе им биде поедноставно да регистрираат политичка партија, отколку да собираат потписи за независни листи. За да формирате партија кај нас, доволно да соберете 1000 потписи од целата територија на државата и со таа партија ќе може да делувате буквално во секоја изборна единица. Споредба со тоа, за независните листи кои што се формираат да речеме за град Скопје, со новите предлоги измени се бара 10.000 потписи да се соберат во овој краток временски период со цел да може да излеземе само на овие локални избори тука. Така да таа абсурдност е комплетно абсурдна. Само прашај, побара став од мисијата на ОПСЕ, откаде велат дека во континуитет работат со институциите на земјава за подобрување на демократскиот процес, но за изборните реформи упатија на нивните извештаи, а таму се посочува дека треба да се размислува за праг од максимални 1%. Треба да се размисли за стандардизирање на потребниот број потписи за независните кандидати на најмногу 1% од регистрираните гласачи, во согласност со меѓународната добра практика. Покрај ова, како што е претходно препорачано, треба да се размисли за обезбедување алтернативни методи за прибирање потписи, со цел да се намали потенцијалот за заплашување. Според директорот на Институтот за демократија Социјета Цивилис Марко Трошановски, ова представува голем чекор назад во напорите за демократизација на општеството. Особено ваквиот нетранспарентен начин на ношење на законот, без никаква вклученост на засегнатите граѓански, да речам, здруженија или иницијативи во креирање на истиот, 5 минути до 12 носење, поитна постапка и така натаму, сето тоа оди во функција на намалување на плурализмот на политичка понуда, кој што за млади општества како нашето е исклучително важен, особено општества кои што се меѓуетнички, да речем, постојано во некаква потенцијална тензија. Потребно ви е да диша општеството, различни интереси, гласови, фрустрации, ако сакате и слично, да бидат артикулирани што повеќе можни понуди во политичката битка и намалување на оваа можност се разбира дека е голем удар
Нема компаративна пракса некој во регионот или во Европа да има направено ваква работа. По жестоките реакции од јавноста, владата остави отворена можност преку амандманска интервенција да се направи корекција. Министерот Маричич се правда дека станувало збор за компромисен предлог за праг од 2%. Независните кандидатури можат да се остварат, тоа не се недостижни бројки во многу општини, меѓутоа тоа ќе зависи и од иницијативноста и од желбата на граѓаните да поддржат независни листи, така што мислам дека таму каде што има навистина желба, не се недостижни бројките и можат да се достигне прагот од 2%. Но големите им скроиле јамка за околуврат и на помалите партии, чии што заложби тешко ќе допра до електоратот. Отворени листи со праг од 3%, по 45% за власта и исто толку за опозицијата од парите и од медиумскиот колач за реклами, со што за сите други остануваат само 10%. Решенија скроени по мерка на големите. Малите партии остануваат без медиумски простор и без пари, односно со укинување на членот со кој што добивате пари за освоен глас. Нивните извори на финансирање прилично се намалуваат. Од друга страна, медиумскиот простор исто така им е скусен, ќе доминираат големите партии, така да штетата е огромна и кај нив. Председателот Пендаровски посочи дека за измените е потребен политички, но и општествен консензус со учество на граѓанскиот сектор, бидејќи понискиот праг ќе овозможи поголем учество на граѓаните во изборниот процес. И покрај повиците да се дозволи поголема демократичност која и тоа како ни е потребна. Евидентно е дека предложеното решение е усогласено меѓу големите играчи, со цел да си ги задржат нивните позиции на политичката мапа. Пред Македонија е уште еден тест. Дали ќе победат заложбите за демократско општество или целиот колач ќе остане поделен меѓу големата четворка, која секогаш успева да најде заеднички јазик кога нивните интереси се на маса.